Здраво од Лиле за сите вас. Сега ќе правиме овошна крем торта со вишни. За тоа ќе ми биде потребно за првиот лист кој се сече на половина, а потоа од него се прави целата торта. Ќе бидат потребни 4 јајца, 150 грама шеќер, 5 лажици млеко, 5 лажици масло, 130 грама брашно, ќе ми биде потребно едно пециво и 50 грама рендана чоколада. За фил ќе ми биде потребно млеко, 600 мл млеко, 1 пудинг, 1 ванилин шеќер, 4 лажици густин, 1 чаша чистени вишни, 200 грама шеќер, 200 грама маргарин и шлак за декорација 120 грама, кој исто така ќе треба да го матиме со 300 грама млеко свежо. Сега почнуваме со подготовка. Ги одвоив жолчките од белки, сега белките ги сипувам тука и почнувам со матење. Постепено додавам шеќер. Белките ги изматив, сега ја додавам едната жолчка и пак проматувам кратко. Го додавам и маслото за јадење, 5 лажици. Го додавам и млекото. Промешувам кратко. Сега наред го додавам брашното. Но сега продолжувам со матење со лажица. Жолчките ги оставам за нареден десерт, кој ќе биде брз, лесен десерт. Ќе се вика, нема да ви го откријам името. Во следниот рецепт ќе видите, во следното видео. Тоа ќе биде некој необичен и не секојдневен рецепт. Промешуваме кратко додека да се изједначи. Сега истурам во тава обложена со хартија. Тоа е поголем плек од шпорет и печеме на температура од 180 степени 15 до 20 минути. Тортата е готова, спремна за печење. Сега ќе го подготвуваме и филот. Еден совет за жолчки чување, како што имам на мојот сајт. Значи, жолчките се мешат со малку шеќер. Запишувајте колку жолчки имате и колку шеќер имате ставено и залепете налепница, за да знаете што имате количински значи. Сега продолжуваме со подготовка на филот. Прво го сипуваме шеќерот, потоа го додаваме пудингот прав од ванила, додавам и густин, ги промешувам за да после не ми се створат грудки. Тука имам 600 мл млеко, дел од него оди на вриење на шпорет, а дел од него ладно оди во промешување на оваа смеса. Сега е спремно да го вариме, млекото само што не ми е завриено. Го вариме филот со непрестано мешање додека се згусне. Потоа го тргаме да се излади, за тоа време ги спремаме вишните. Им ги вадиме коските, а потоа со сокот што ќе го пуштат, ќе ги ставиме во фил. Филот е готов, се свари, сега ќе го изладам, а потоа ќе го мешам со маргарин, ванилин шеќер и ќе го подготвувам составувањето на тортата.
И пандишпанот се испече, многу е убав. Имам еден прекрасен лист. Сега оди на ладење. А вие, драги мои, додека јас ги чистам вишните, ако ви се допаѓаат моите рецепти, споделувајте ги, лајкувајте ги, пријавете се за да добивате известувања за нови рецепти и секако подготвувајте и уживајте во нивните вкусови. Филот се излади и сега почнуваме со матење. Додавам ванилин шеќер на филот со пудинг, матам малку. Потоа постепено ќе додавам од маргарин. Филот е готов. Сега ги додавам и вишните. Матам со миксер. Ја матиме и шлак пената и потоа почнуваме со филување. Се е спремно и сега може да почнеме да ја филуваме и декорираме тортата. Тука е кремот од вишни и од ванила пудинг, исто така тука е шлак пена и друга обоена шлак пена во помала количина за декорација. Пандишпаните се одлични, прекрасни и верувам дека ќе имам прекрасна торта. Го нанесов еден слој фил врз тортата. Сега ставам од озгора и од шлак. Една лажица. Рамномерно распоредувам. Повторно нанесувам втор дел од фил и пак нанесуваме комплетно декорација со шлак. За вишните пожелно е да имате од свежи вишни, моите се од замрзнувач. Најубаво е свежо овошје кога се става. Можете да ги замените со некое друго, со цреши, со јагоди, со малини, рибизли, било што имате во вашата кујна или во вашиот фрижидер, што ви стои на располагање. Целата торта е премачкана со крем, сега ја премачкуваме со шлак и на крај додаваме декоративни детали, фигури и слично. Зависно за што пригода е. Сега и од страните исто ќе ја премачкам со шлак, ќе изрмнам и потоа ќе декорирам. Уште малку и тортата е готова. Почнуваме со декорација на тортата. Прв пат странично, а потоа и од озгора. Мислам дека е убава. Продолжуваме со декорирање. Така. Сега со помош на чаша ќе направам на средина еден круг, за да има траги каде што ќе треба да оставам простор за формирање, значи, на некои детали. Во средина ќе ставам цветна кала.
затоа што ова е роденденска торта подарок за некој близок. Отстрана ќе ги ставам и листовите и декорацијата е готова, завршена. Сега ја ставаме во фриждер и потоа може да се дегустира. Мојата торта е готова. Ја направив и сега преостанува уште да се дегустира. Мојата прекрасна овошна торта е готова. На изглед е преубава, а и на вкус, верувајте. Еве и мојата друга убавица, ова е мојата втора страст, тоа се цвеќињата. Но тортите секако се на прво место. Прекрасно е. А сега ќе ве поздравам и ќе ви спремам уште многу интересни рецепти. А вие проверувајте ги, пробувајте, делете со пријателите ако ви се допаднат и ви посакувам пријатни мигови со вашите сакани. Сакајте и дозволете другите да ве сакаат. Поздрав од Лиле.